Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание. Морам да ви кажам дека уште пред почеток на емисијата многу се расположив. Гостин во емисијата прво да го представам господинот Слободан Таневски. Добро вечер. Добро вечер. Слободан Таневски е основен собственик и еден од собствениците на, заедно со неговиот брат, на списанието Емитер. Па на некој начин ова издание вечерашно ќе го посветиме на Емитер и може и на вашата кариера, бидејќи сте вака колоритна кариера, имате и ти, брат, уште од младоста се знаеме, од музики, од студија, не знам што ќе опфатиме до гранде финале како професор на ЕСРА. Многу ми е драго што шарени и убави муабети почнавме уште пред емисија, мене ми излими. Да не се потрошиме. Не, верувај дека не, ова нема крај. Ја би те замолил, биди љубезен, иако јас Емитер го следам од почеток, веќе Емитер толку долго има долга историја. Ај подсетиме малку, подсетине на ова историја. Кога е формиран, како е формиран? Па Емитер започна 1995 во август е првиот број. Ако може на сликата ќе се види. Ова е првиот број. Да. Така. Тоа е првиот број. И одма Sony CD плеер. Значи започнавме како списание за електроника и сродните дисциплини информатика, телекомуникација, аудио, видео. Исклучиво беа тие темите со многу проекти за самоградба, тестови на аудио, видео уреди, стручни текстови, информативни, едукативни, например, за почетници. И на тој начин списанието екзистираше до 2000 година со тој концепт. Почнавме со 40 страници, некаде тој концепт го завршивме околу 60 страници, главно црно-бела техника за да биде ниска цената. Меѓутоа, во 2000-та веќе не фаќа првата криза, како задоцнето ехо, да кажеме, на 99-та бомбардирањето на Србија, се откажуваат неколку спонзори, се намалува дел од тиражот и тука застануваме со излегувањето со намера да се преструктурираме, да видиме што ќе правиме понатаму. Планот беше да прераснеме во списание, општо списание за наука и техника, значи да опфатиме и други области, астрономија, физика, медицина, историја, археологија и така натаму. И меѓутоа задоцнивме со планот заради војната, нели 2001 и наместо во 2001 да продолжиме со тој концепт, почнавме во 2002. И од тогаш Емитер е списание за наука и техника, општо списание за наука и техника, каде сепак доминантно место имаат овие старите, да кажам, рубрики и овие современи технологии, електроника, телекомуникација, информатика, аудио, видео. Прераснавме во списание на 80 страници, па на 100 страници, двоброите одее на 120 до 140 страници, со месечно излегување редовно. Освен во некој така, последните години, 2014, кога повторно дојдовме во криза, каде што на 2 месеци вадевме некој број. Тоа е вака накратко, 23 години Емитер. Колку броја извадивте? 197. Ја би се поклонувал. 197 броја си и 10 книги, да кажеме така. 10 книги? Да. За книгите не знам. Да, ќе ги видиме после. Добро, не знаев. Ред. Кажете ми, вие и вашиот брат сте основата на Емитер, но фигурираат тука уште неколку ликови. Дали се тие постојани, кои можеме да ги спомнеме? Па вака, во досегашното постоење на Емитер, како соработници на списанието кои што пишувале статии, па не сум ги бројал, ама мислам вака грубо, веројатно има преку 200-300 луѓе. Значи, во одредени периоди, како редовни, се јавуваат околу 20-30 во различни периоди. Сега некој ќе пишува година, 2, 5 години, па животот ќе го однесе во други сфери, па ќе престане да пишува, па после повремено ќе се јавува со своји текстови и така натаму. Меѓутоа, списание не може да го прават 2, 3, 5, значи автори на статиите се околу 30 луѓе и тука ги имаме од, да кажеме, напредни студенти, професори, инженери, па све до доктори на науки.
Како успеавте да го менаџирате сето тоа? Дали тие луѓе про боно работеа, дали работеа за хонорари? Како беше финансиската конструкција? А после ќе прашам колку текстови ти и брат ти моравте да изработувате за секој број? Па вака, значи долги години ние исплаќавме хонорари, меѓутоа типично македонски хонорари, Јасно. значи не станува збор за некои големи суми и така натаму, меѓутоа исплаќавме хонорари, освен последните 2-3 години кога веќе кризата сериозно не притисна и тогаш со работниците пишуваа, да кажам едноставно, ентузијастички без пари. Така и моментално и сегашната ситуација во овој период на рестартирање на списанието. Така. Горес, дали цело време Емитер излегува како печатено издание? Да. Емитер излегува како печатено списание до 2015. Значи, до таа криза кога застанавме и тогаш седнавме со помош на СЕМОС, изработивме нов вебсайт, каде што имаме секција за електронско издание на списанието. Електронското издание е во форма на флипбук. Емитер МК е тој сајт. Добро. Значи, еве тука можете бесплатниот примерок, разгледајте го бесплатниот промотивен примерок, може да се отвори. Значи, тоа е во таква форма на флипбук, каде што може онлайн да се чита и тоа е начинот на кој што, да кажеме, се потрудивме да го одржуваме во живот списанието, без да имаме големи трошоци, зашто печатењето генерира големи трошоци. Знаеме дека е скапо, особено кога не станува збор за преголеми тиражи, плюс има ремитенда остаток, која што ние си ја плаќаме во печатница, а потоа таа не се продава. Како и да одиме, секогаш имало некоја количина 300, 400, 500 примероци што остануваат непродадени, тоа на крај генерираше загуба во списанието, заради кое што моравме да престанеме со печатено издание. Колку е скапо издавањето и одржувањето на вакво издание и дали има интерес во јавноста за предплатници за ова? Еве, на овој начин, ја слободно ќе кажам дека сите вие што сакате и ова на некој начин е PR и тоа бесплатно. Значи, ова, знаете, ја стартував со Гутенбергова галаксија и мојата поента и денеска стои бесплатна промоција на печатени изданија. А изданија од областа на науката, на електрониката, на Емитер, апсолутно ја ви давам термин во емисијата на секој начин, бидејќи сметам дека вашата мисија не е ништо помала од мисијата на образовниот систем на Република Македонија. Луѓе што ве читаат, луѓе што ве следат, луѓе што ќе се заинтересираат, можат само попаметни да излезат користејќи ги вас. Извинете се за малку патологиските зборови, знам, пренападно е ова, но ретко имам можност, ретки сте, дали ме разбирате, немаме 5 Емитер, имам Емитер, имам Галаксија, имам ова, имам она, па ајде сега ќе бираме конкуренцијата. Нема, само вие сте. Па добро, ние само останавме благодарение на упорноста, не дека нешто тоа посебно се исплатува. А тука се исплатува, значи само ентузијазмот, упорноста и моја и на брат ми и на соработниците тие најверните да се турка оваа работа без обзир на тоа што некогаш во некој период генерирал некој минорен приход, некогаш и загуба и така натаму. Во меѓувреме, може да се сеќаваш, излегува, што знам, едно 10 можеби списанија за информатика. Не се сеќам, ќе ми извиниш. Почнувајќи од микро таму 94-та, 5-та, 6-та. Ваше беше? Не тоа наше. Зборам за други списанија кои што ја покриваат, да речеме, некој сегмент од наука и техника. Ама ги нема денес. Ги нема, значи сите тие згаснаа, кој после 1-2 броја, кој после 20-30 броеви згаснаа, затоа што нема бизнис во ова, вака најгрубо кажано, нема бизнис во ова. Значи, ја респектирам. Луѓе се обиделе во бизнис, нема бизнис и заврши. Но оној што го носи ентузијазмот и се саможртвува, како ти, брат ти, што цел живот ринтате, буквално... Па, 23 години остаревме со Емитерот. Остаревте со Емитерот. Стварно, навистина, заслужува почит и респект. Тоа се некои работи кои човек не може да ги избегне, треба да сум луд да го игнорирам. А зад тоа стои сепак една голема вредност. Овде стои наука, овде стојат научни трудови, овде стојат научни вистини од домашни автори
до меѓународно признати трудови, што е многу ретност. Ние немаме научно списание од оние категории, нели си објавил труд во научно списание. Има такви, ама се тие тесно специализирани. Обично се само за една област, медицина, например, археологија и така натаму, и тие се со и не се со за јавност, скромни, не доаѓа, не се во јавност, значи ги нема во слободна продажба. Значи тие идат само емитер на некој начин и популаризатор воопшто и на науката и на технологијата. Па да, сега овој концепт баш му е поднасловот списание за популаризација и примена на науката и техниката. Тоа е со тоа што имаме и дополнителна секција Еурека, каде што објавуваме нели научни трудови, стручни трудови, нови теории и иновации. Значи тоа е таа посебна секција. Овој другиот дел е генерално популарно списание за поширока публика која што се интересира за наука и техника од некоја област или од повеќе области што ние ги покриваме. Океј, ќе им кажам на гледачите дека овдека има и теми кои сакаат они да ги рчкаат, да ги чечкаат. Зборам, вие го почувствувавте дека како никогаш досега, сега идеме малку надвор од научното, ќе се вратиме на тоа, но почувствувавте дека откако се расшири интернетот, Фейсбук и Јутјубот, теориите на заговор експлодира. Од слетување на месечината, кемтрел, рамна земја и така натаму. Она што го приметив кај вас, вие ги третирате тие теми, но не ги третирате, како да кажам, со хейтање или обвинување. Обично, научните кругови со омаловажување и со многу ароганција настапува. Тоа е глупост, не сакам ни да зборам за тоа. Што е многу погрешен пристап. Од друга страна па имате друга крајност која ништо научно па не прифаќа. И они донел заклучок од некоја монтирана таму некоја снимка од YouTube, и у тоа верува. Но вие се обидувате на еден рационален и човечки начин, без никој да се почувствува навреден, да ги објасните и зошто некој верува тоа што го верува, и зошто сметате вие така како што сметате. И тоа е многу интересно, мене ми е интересно, например, не знам, теориите за рамна земја. Chemtrails не ме интересира, бидејќи точно знам све што е за chemtrails, бидејќи сум работел во авиација и тоа е тешка глупост, ама им оставам на гледачите. Кој ќе спомнам нешто... Кој ќе дојде време ќе збориме за тоа. Да, ќе направиме една емисија. Знаеш како би викаат? Те купиле и тебе. Да, и нас така ни зборија дека кога имавме еден текст за водороден генератор, нели имаше пред неколку години се расчупа, продаваа тука некој додаток кој што со струјата од возилото, нели, прави електролиза на водата и тој дополнителен водород го додава во бензинот и така. Го знам тоа. Да. Да, моторна вода. Да. Ето имавме ние тогаш дебаг. Да, дебаг во 2 статии, па не обвинуваа дека сме биле подплатени од нафтената индустрија, така натаму. Така, да бевте платени од нафтената индустрија, ќе имавте телевизијава као ваша. Или барем Смисаниево ќе беше 200 страници целото во боја и немаше никој да застане. Во 200 грамски кунзрук, онака, целото фул колор и така натаму. Со секој број Blu-ray подарок. Арно, ама? Па ние тие теми ги третираме на начин на принцип на едукација и дебагинг, вака да кажам. Затоа што ако се игнорира таа тема, сметам дека не се прави ништо добро, затоа што нели се поголем број на луѓе ќе налетуваат на интернет или на секакви теории на заговор, монтирани снимки, квази научни, уверливо му делува. Значи за луѓе кои што немаат доволни познавања од некоја област, така сите сме ние во некоја област нели слаби со знаење, така натаму. Значи во таа област која што нема доволни познавања, некое објаснување така од некој шармантен тип, лукав или било како, ќе му изгледа многу логично и многу уверливо и ќе го прифати за вистинито. А да кажеме сега да земе он да чита, што знам сега, некоја научна книга, енциклопедија или не знам. Нити има време, нити ништо. И апстрактно тоа е превише сложено, па кој ќе почне да го чита, него разбира пола и се откажува, да кажеме, во тој случај. Така, сега тука е улогата на вакви списанија, каде што нели на еден доволно научен пристап, меѓутоа сепак приземен да може да го разберат поширок круг на луѓе, значи да се објасни што е, каде е грешката, каде е замката, да кажеме, во нечии тврдења од тие теории на заговор и така натаму. Тоа е суштината. Ме потсети да ти кажам во една
европска метропола, 7, со двајца пријатели. Едниот физичар, другиот квантен физичар. И ми вика, и двајцата ми вика, дали си нормален, вика, што исто време, вика, не повика да се видиме. Ја викам, зар имате проблем, бе, и ти си у институт, и ти имаш катедра, и ти си професор, и така натам, што имате проблем? Квантен физичар и физичар. И физичарот ми вика, ти, дали сваќаш дека не ќе да го погледне прво? И гледа у мене. Квантниот. Вика, ти дали сваќаш дека све они што учат, прво се коси со све ја што, вика, учам и знам, вика, и за мене е он као религиски фанатик, вика, и така натаму. Па добро, да, физика на и големи вика, тела и на мали тела. Вика, ако збориме за жени сега, и може да издржиме 5 минути, али ако отвориме една реченица на тема, вика, ние, вика, ќе се зафатиме за врат физика и квантна физика. Работата е, мене ми отвори очи, дека работите во и науката толку се неоткриени, толку допрва има таа, го разбрав тогаш во суштина многу добро она што Стивен Хокинг го бара како теорија на се. Теорија која ќе ги обедини, значи математичка тоа е формула главната битка во физиката во последниве 20-30 години. Иначе вика контроверзите не се само вика, тука имаш физика, астрономија со гравитацијата, Њутон, Ајнштајн, уште вика тоа се нерасчистени работи, вика. Тоа е вика такво чудо, вика мене затоа не ми треба да забегам, вика, у некои теории на заговор, ти не знаеш кој какви мистерии имаме ние во физика точно и квантна. така, ние баш и тоа го пропагираме. Мистериите во науката се многу поинтересни од оние надвор, само што да кажеме човек малце треба да навлезе во науката за да му станат интересни и занимливи, многу позанимливи се него другите. Значи како се открива една работа, веднаш излегуваат неколку нови прашања и дилеми што се случува понатаму. Да. Ми изнасмеја го видов ова. Поздрав до колегата. Ау, ти го искинав мислата, ама ова беше појако. Текстов е, чекај, морам да ставам на очери. Леле, многу ми е интересно со ова име некоја најнова теорија на рамноземјаните. Од 12.9.2018, денеска, рубрика Географија. Автор е Невенка Стојановска, поздрав до незе. Австралија не постои, барем за рамноземјаните. Може би некој ќе каже, знаев, ете, толку бизарни суштества како тасманискиот ѓавол, коалата и кенгурот не може да постојат, мора да се измислени. Како да не беше доволно оспорувањето на формата на земјата, една група луѓе по социјалните медиуми, за жал сега расте, шират фама дека целиот континент Австралија едноставно е измислен. Мојот колега, имам колега кој е вратен од Австралија, сега може да им каже, дечки, ја за вас сум измислен. Па тоа име теоријата, значи една, мислам на делот тие рамноземјани, сега ова повеќе е тролање него реално. Значи, ама интересно е за читање. Да. Не е, значи, стои автор. Во тој, значи има редакција за доба, стои автор. Ова значи, не е Facebook поплеснато. Значи, има издржано малце. Која веќе ја начнавме таа тема. Кај нас, мислам, баш се работи онака редакцијски и разликата во она што е објавено во списанието и на нашиот сајт, во однос на било кој друг портал, мислам да, ајде да кажеме на овие помалите портали кои што обично преземаат copy-paste вести, кај нас имаме редакција, значи авторот го пишува текстот, лектор го лекторира, некој од моите помошници го прегледува што е соодветно на таа област, на крај јас го одобрувате. Да, го прегледаме одобро. Значи оди по таа најпрофесионално. Да, по таа линија оди процесот нели на објавување на статии и со тоа се гарантира, да кажем, издржливост на да биде таа тема добро обработена, соодветно да нема лапсуси, грешки и така натаму. Какви се реакциите вообичаено? Се извинувам, ќе парафразирам. Со годиниве добро ги користите и социјалните мрежи. Знаете, YouTube, имате Facebook, имате Twitter и така натаму, објавувате редовно и имате една страшна фан база на едни шармантни забегани личности, но и луѓе кои многу издржано ја познаваат, ја проучуваат и се занимаваат со наука. Ме интересира, бидејќи вие сте за популаризација на наука, сепак електрониката е вашата основа, од таа прва љубов не бегате. Ме интересира,
кои теми највише заинтригираат во цела ова област? Дали е тоа, не знам, SpaceX на Елон Маск, колонизација на Марс, борам, електроника, аудиотехника, дигитална, мобилна технологија. Што е она што вака чувствувате дека најмногу? Па сега... Еве, начни повеќе теми што вака чувствувате. Па скоро се што кажа... Вака, значи за секоја од тие теми има група на читатели кои што ги интересира. Сега, проблемот на списанието е, од тоа дури излегува и проблем за списанието, бидејќи сега ние во 100 страници многу тешко можеме да опфатиме доволно текстови од секоја област, која што некому му е најдрага, да кажеме. Па редовно сега електроничарите се жалат како малце сме имале текстови за електроника на сметка на тие непотребни текстови од физика и од астрономија и така натаму. Токму тоа, браво, да. Или историја и што знам тие другите за тоа ќе се ова треба повеќе мобилни технологии и така натаму. Не ова тоа и така натаму. Баталете тоа електроника самоградба кој тоа веќе прави се купува готово што ќе вие тоа. Така да стварно е тешко да се балансира, а од друга страна нереални се очекувањата на читателите, да кажам, сега да има во списанието само она што нив ги интересира. Прво, не може во Македонија да постои тесно специализирано списание за една област, ај сега ќе правиме посебно списание за електроника, го направивме и видовме дека не оди така. Значи, или посебно списание сега што знам за медицина, или посебно за астрономија, и тоа се обидува некои направија, па не успеа, и така натаму. Значи, сакале, не сакале, принудени сме, за да можеме како така да туркаме, да ги офатиме повеќето научно-технички дисциплини. Тоа е едно. Значи, сега секој мора да биде свесен дека не може списанието да биде само за него, значи за конкретниот читател. И дека мора да се балансира помеѓу. А од друга страна, па тоа е предност богатство. Мислам, барем јас често така сум одговарал на писма од читатели на телефонски јавувања, зошто ова да скратите, ова да изфрлите, ова да ставите и така натаму. Затоа што богатството на теми, иако во тој период можеби некого не го интересира. Да речеме, можеби почнал со електроника, го интересирало тоа само градби, едукација од електроника, можеби професијата си ја гледа во таа област, па сака да научи што повеќе, па му фалат све повеќе, што повеќе текстови да има, па му сметаат, му пречат овие другите. Викам, тоа е богатство, значи не сакајќи ќе почнеш да читаш и нешто друго, и сме имале потоа позитивен фидбек од таков читател, не бил еден, повеќе биле, кој што кажа, јас тоа не ги сакав тие работи, ама сега гледам дека има тука интересно и почнува да ги чита и другите области. Па да, ако се вратам сега, јас сум бил така, да кажеме, на млади години, сум бил разочаран што во тогашното југословенско списание Радио Аматер на аудиотехниката биле посветени, што знам, 5-10 страници. Тоа списание го издаваше Сојузот на радиоаматери. Нормално таму имаше најмногу текстови за радиостаници, предаватели, антени и така натаму. Меѓутоа, кога дојде време јас да правам радиостаница во Орце Николов и така натаму, како добро ми дојдоа тие текстови, антена, пресметка на антени, поврзување на антени и така натаму. Слично беше и со галаксијата, да кажеме, са некои области повеќе те интересираат, некои помалци, ги скокаш тогаш во тие години, ама после година-две се навраќаш, па ги читаш и излегува дека е тоа добро и интересно. Затоа Емитер е добар, е едно од оние ретки списанија кое се чува. Луѓе ги купуваат и ги чуваат, затоа што после ти текнуе дека можеш да се навратиш, бидејќи ова не се текстови со рок на траење. Да, добро, има некои што се актуелни на моментот, поготово во информатика, кој што тогаш е нов процесор, нов софтвер, да кажеме, сме пишувале за него, после 5 години тоа веќе е историја, така да кажеме. Меѓутоа, добар дел од другите текстови се трајни и нашите сознанија и преку анкета и преку тоа, преку 80% од читателите ги чуваат сите своји броеви. И тоа е една од работите што некако тешко успеваме да им ја пренесеме на маркетинг менаџерите во фирмите кај што бараме спонзорство и така натаму. Знаете, она како, колку имате вие тираж? 2000. Па што сега кај вас ќе ставиме реклама, кога има дневник 20.000, не знам, тој весник има 20.000, тој сигурно тие 20.000 од дневник и кај вас го купуваат. Пробуваме да објасниме дека ова е списание што трајна вредност, луѓето си ги чуваат, рекламата тука ставена сега вреди, човек ја види после година дена и после 2 години. Во дневен весник не е така. Денеска е весникот и готово, се фрла. Значи, за да биде присутен на рекламата таму, треба секој ден или секој втор ден фирмата да става рекламата, што не е исто.
маркетинг агенциите да работеа за рейтинг, до сега ќе имав и ја куп реклами. Не ги интересира рейтинг. Нив директорот на маркетинг агенцијата се договара со лидерот на партијата на власти, така добива насоки како. Тоа е маркетингот. Ама тоа можам и да го разберам за дневни вестници, политички магазини и така натаму. Ова е списание за наука и техника. Тука ние најчесто директно комуницираме со фирмите за што се да кажеме за техника. Потполно те разбирам. Знаеш што би ти советувал, искрено да ти кажам? Емитер е време подкаст да си направи на YouTube. Не знам. Го нафрлам. Мисля, да, ама тоа е малце поголема организација. Апсолутно. Сакам ова да те прашам, да ве прашам. Само градбата, не се откажувате. Тоа е едно од најинтересните работи и што се вика деца од мали нозе денеска имаат начин како да влезат. Се сеќавам дека дури у она време на комунизмот кога бевме имаше оние комплети пионир, па како да направиш, не знам, струја, па отпорник, струјно нешто. Коло имаше, Струјно коло. Имаше за електротехника, за градежништво некој, за машинство и за електроника такви комплети имаше. Браво што се сеќаваш на сето тоа. Next level беше, нели, шеми да се најдат, па да се направи појачало, па да направиш појачало, hi-fi и тоа беше. Се сеќавам еднаш барав едни звучници, имав еден период у животот, едни hi-fi звучници немаше, сите беа со среднотонци во 3 реда, околу 11 звучника на една рамна плоча. Не можев да се сетам дали Торенс беа или што те ја знам. И доста скапи, не можев да ги најдам. Брате ми испрати целата шема. Колкава ова плоча треба, какви звучници, како да ги кондензатори, калеми, таму се што треба. Она бев фасциниран, дури се загреав да го направи, никогаш не ги направив. Но интересно е дека ова е просто она што е за жените гоблен, за мажите. Има ли уште луѓе кои градат? Знаеш зашто те прашувам? Затоа што подолго време не сум видел, додека бев во милост кај председателот Иванов до пречарената револуција, често пати имав комуникација кај него и во неговата соба, он хоби му е, значи он не пие виски, не шмрка кокаин, не брка женски. Он има една соба преполна со електроника и купува звучници, отпорници, не знам, ми се пофали со некој звучник од 2000 ома. Руски лампи токави ко руски тегла. Лампи купива, прави лампаши и тоа беше навистина фасцинантно радија и тука е фанатик во тоа и тука на страна политичкото, но огромна почит од мене доби. 2 сати не можеше човекот да престане да ми збори. Знам, сме ги тестирале тие и звучниците и засилувачите. Кажи малце и за тоа, еве, да му откриваме малце. Па шемата ја објавивме во списанието ние. Не знам. Да. Каква шема, што? За тоа лампашкото појачало што засилувачот што го работеше председателот. Така? Да. Аха. А за тој звучникот од 2000 ома он држеше дури некое предавање, ако не се лажам. Да, на електрофакултет имаше тогаш некој здружение се формираше на аудиофили, па мислам дека тогаш беше. За самоградбите прво да се вратиме, па после би фа. Значи, на времето кога ние бевме млади, самоградбата беше еден од начините човек да си набави, да кажеме, да имаш hi-fi засилувач, звучник и така натаму, нешто што беше скапо, недостижно, родителите наши немаа пари да ни купат и такви работи, и секогаш со самоградбата некако излегуваше поевтино, а задоволството е секогаш поголемо. Во таму уште претходно 70-80 години, значи со самоградба беше исплативо да се направи нешто, значи за пониски пари ќе го добиеш приближно она што го има фирмата, а нормално тука имаме и едукација, или пак, например, за истата таа цена ќе добиеш подобар квалитет. Сега како напредуваше технологија, нели, изработката на големи серии, нели, од Европа, потоа од Америка, Тајван, Кина и така натаму, цените паднаа и веќе она исплативост, некој нешто да прави заради заштеда финансиска, отпаѓа таа, да кажам, ситуација, потреба, останува сега само чисто како хоби или заради едукација. Значи, има луѓе што се вика така лечи нерви, нели, од после напорен ден,
денеска си седне со лемилото, си леми, си составува некое коло и така натаму. А самоградбата исто така има и логика за уникатни работи кои што не постојат како комерцијални производи на пазар. Например? Па, не знам сега што би... Ја мислам дека све што се гради е човек баш она, можеби не толку она, немам пари да го имам тоа па да направам нешто слично, колку предизвик дали можам и јас. Бидејќи денеска Лего произведува такви електроники, сериозна роботика ти можеш да се занимаваш. Да, значи тие сега комплети на Лего роботи и така натаму, тие се модуларен принцип каде што значи тоа е лесно на поврзување, скоро и да не е потребен летком лемило да се леми, значи тоа е преку конектори. Овде кај нас да одправење, она научив како се става штампана плоча во киселина за да се добијат тие црни. Тоа е фасцинантен процес како правење фотографија, како многу креативно се чувствуваш. Од нула се почнува, да. Така што само транзистори никогаш не сме правили капацитатори. Добро, тие се купуваат нормално, тие се елементите што се купуваат секогаш. Има една област каде што се исплати самоградбата, прилично звучници. Значи, во самоградба може да се направат високо квалитетни звучници кои што ќе чинат поевтино од соодветни фабрички. Останува само уште вештината, некој колку ќе совлада таа столарска вештина да ги направи и убави на лик, не само на звук, нели да видат. Така што ние имаме многу проекти за самоградба на звучници во емитер правено и тоа со веројатно најстручниот човек за звучници кај нас, колегата Владимир Филевски. Владимир Филевски? Да. Кој е Владимир Филевски? Кажете ми, јас се извинувам. Владимир Филевски, колега од факултет прво, да. Добро. И, да кажеме, помошник, заменик, уредник во списанието. Главно се занимава со аудиотехника, негова е фирмата Аудио Експерт. И најмногу, да кажем, со акустика и звучници. Така. Значи, проектира звучници, мери звучници, модифицира. Значи, имавме во популарните звучници Ейниш HSR 140. Вау, чекај. Тие ги модифициравме, значи HSR. Да. Ги имавме во емитер сите три модели на тој HSR звучник. Со колегата направи модификација на тие звучници, свртницата, значи се добива многу подобар звук, иако и однака како што беа за нас беа фасцинантни уште во тоа време. Не. Во тоа време не знам да ги избришеш тие подобро звучат, толку беа лоши тие нишки звучници. Чекај да видам дали ги има овде како еве го нишко, еве го тоа. Леле мајко со клизачите, HSR-от, ресиверот со звучници. Ова беше... Па можеби 70% од журките во 80-те години. Но ова правевме и ги прегледувавме. Немаше високотонец, туку од хартија беа. Лесно гореа високотонците тие. Да. HSR 70. А овие тие се помалите, овие HSR звучници. Овие се помали? Да. Аха, добро. Леле, носталгија. Да. Па имаме и таква рубрика, се вика операциона сала кај нас, ама во аудио областа. Значи, стари модели на звучници, не само овие HSR, него и други познати модели, кај колегата се носат и на реставрација и на поправка, и не само поправка, него и модификација, со цел да се добие подобар звук од истиот тој звучник. Вау. Ништо? Тогаш, вака ќе компензираме. Ја ќе ви дадам простор за емисија, а ќе ви ги донесам мојве JBL L20-те, купени 87 година во Лондон. Уште ги возам, уште ги свирам, ама време е за менување нешто таму да се подобри капацитаторите, предпоставам на мотки не се више истрошени. Али фантастичен звук, се навикнав, па и тоа навиката е чудна работа. Има подобри звучници, но и навиката веќе тука ја правиш разликата, си слушал 100 пати еден албум, па другиот, па ги знаеш. Па од тука потекнува прво она дебата на времето кога се појави CD плеерот, подобро звучи CD-то или плочата. Значи, пошто сите до тогаш сме растеле со звукот од грамофонска плоча. Тешко го прифатија. Тешко се прифаќаше, а и мора да се признае дека во првите CD плеери беа лоши по квалитет, заради дигиталните филтри кои што во тоа време не беа толку усовршени и така натаму. Браво. Па после со тие оверсемплинг техники и така натаму
се дојде до совршенство, не? Така што веќе е депласирана таа дебата, да кажеме, иако аналогниот звук си има своја магија, да кажеме, слично како со ова со лампите. Се уште искрено да ти кажам, чувам Значи, и CD таму се плеер и добива некој грамофон обоен дома. звук, ама обоен на начин на кој што луѓето позитивно го примаат. Знаеш кога се испокаравме и кога престана нашите средби со Иванов? Му доаѓам со CD-то, последниот албум на Daft Punk, и му викам, пушти го да го слушнеме, он има танои со кои толку се горде, а ја органски не можам да го смислам звукот. И јако што ме дал Господ глуп и брз на уста, викам, абе, ѓубре ти се звучници, леле ко се навреди човек. И више не се сретнавме. Не се. Затоа што, знаеш, прво беше одма уклучено лампашот, а тој бара 2-3 сати да се загрее, плюс тоа, бара и возење, самите намотки на звучникот и тие да бидат у функција некое време, па дури тогаш да седнеш да така слушаш музика. музика. Се прави тестирање, значи кога се тестира аудио опрема, се пушта. А ја дојдем пред емисија, нати го CD-то, нати го CD и го пушти го. Слушай, ништо друго, него дојде и син му и рече, еј, ова е добра музика. Први сакаше нешто музика да не чини. И ептен на лично го човекот и неќе да разговара више со мене. Не е политички проблемот меѓу мене. Аудиофилски, музички. Аудиофилски, навредени сме еден од друг, не можам да ти опишам. Се извинив, ја, ама не прифаќа извинување, тоа е се. Па овдека начавме на друга тема што во емитер е редовно застапена, тестови на опрема, главно значи ние аудио, видео опрема, меѓутоа и информатика и фото опрема, значи тестираме. Конкретно за аудио опремата се базираме на најчесто на најнаучниот пристап, така наречен слеп слушен тест. Значи обично hi-fi на еден звучник или на два звучника? Значи и кога се прави на еден, ама обично се прави на 2 или на 3 на споредба, значи. Добре. На споредба се прави тоа. Обично hi-fi списанијата, нели, што ги има во Британија, Hi-Fi Choice, Hi-Fi News и така натаму, тие тестираат, да речеме, добиваат некој уред, да речеме CD плеер или звучници, со избрана музика, нивниот тестатор ги слуша, собира импресии, си запишува, на крај пишува еден текст, нели, го фали некои сегменти од звукот, нешто куди. Али не знае што има. Не, он знае. Слеп слушен тест кај нас, например, не знаат. Ние имавме жири составено од двајца музичари од филхармонија, професионален тон мајстор и джез аудиофил со преку 4000 плочи. Каде тоа го правите? Дома, во стандардна домашна соба се слуша тоа. Значи онака како што и дома би слушал, нели? Добро. Например, ако се тестираат еве CD плеери, целиот музички систем со трите CD плеери е позади параван. Добро. Не се гледа. На слушателите, на жирито, не им се кажува ни што модели, ни марка, ни ранг на цена, не се кажува. Ни дали се од 200 евра или се од 2000 евра уредиве. А нашиот нели, оператор, Филевски тоа, значи ги прекопчува и се кажува А, Б тест, например. И сега во прво време импресии за Б, за С, например, ако има и трет, значи секој си забележува и секој си носи своја музика што сака да слушне, нешто што добро го знае, нели како звучи во реалност. И си ги забележуваат, се забележуваат сите нивни импресии, позитивни и негативни, а потоа се оди на ABX тест. Значи сега операторот не им кажува кој уред свири, дали А, дали Б. Значи не се знае што свири во тој момент, и ако импресиите повторно се повторат, значи и при овој, например, она што го кажал, да речеме, позитивно за CD плеерот А, и кога не знае дека е А, го каже истото тоа позитивно, тогаш, значи, на вистина го забележал слушно човекот од жирито, таа забелешка се зима предвид. А ако инцидентна не се зима во предвид. И така на крај се сумираат сите нивни импресии, слушни, и се добива, нели, завршен текст во кој што во некои сегменти се фали звукот, во некои сегменти можеби се даваат забелешки, така натаму. Тоа е исклучиво научниот метод кој што и науката го применува за акустички испитувања, за испитување на слух, за испитување на опрема и така натаму. Многу ме... А сега тоа е многу напорно, многу мачно е тоа, значи тоа
Токму тоа сакав да трае ти кажам. 2-3 дена тоа Да. слушање, пошто и слухот се замара и треба многу прекопчување и така натаму. Ме интересира лично сега на страна од интервјуо. Кога се расправавме со Иванов, бидејќи ми е последниот човек со кого сум се расправал за hi-fi. Одамна беше, ја бев диджоке и така натаму, се уште аудиофил сум, многу опрема свртев, не толку значајна и квалитетна како он. Беше слика или реален тон. Што ми беше мене проблем? Одредени звучници ги слушам како го бојасуваат звукот. Но гледам дека тој што ги поседува го игнорира тоа бојасување и повеќе го интересира сликата. Ја тоа се пази трендови, сега се извинувам, ова не треба ни у емисија да има. Значи сум работел и во студио, сум работел како диджоке, но и конзуменцу. Значи имам повеќе сегменти од производство на звук, од бенд сум работел, од студио сум работел, студиски работи, до сето тоа. И радио. Значи, ако Питер Габриел влегол во студио, користел и JBL, и Tannoy, и MS-10-ки, и Yamaha, за да ја добие таа слика како што ја добие. Со кое право јас додавам или вадам високи или басови. Но, ако мојот звучник не може да го извади нивото на субфреквенции, на високи фреквенции, ја чувствувам потреба дека морам да интервенирам. Тука аудиофил рипа и скока, ама му викам, оваа плоча, овде кај тебе, нигде не звучи вака. Нема шанси Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, која миксале на JBL, ти на Tannoy да ти звучи вака и да ми викаш ова е совршен звук. Нема шанси. Ја не можам да го прифатам тоа. Но, можам да ја прифатам твојата лична перцепција и така натаму. Интересира ти како лично. Што мислиш, кој е, знам дека треба колегава тој да го викнам за овој муаве, ми интересира твое лично мислење околу оваа проблематика. Вака, идеален пренос не постои. Значи, за да биде идеален пренос, треба истите тие звучници Pink Floyd на кои што снимале и го миксирале албум, да ги имаме ние дома. И појачалата, и каблите, и така. И не само тоа, него и собата, просторијата, значи режијата во тоа, значи тоа не може да се оствари, него целата игра е во тоа да се добие што поблиску до она што е оригинално. Тоа е сега како да се постигне. Аудиофилите игнорираат и не сакаат воопшто еквилайзери, тонски контроли и такви работи, значи они исклучиво идат на високо квалитетен засилувач со рамна амплитудна карактеристика, звучник што поквалитетен со што порамна карактеристика на сите фреквенции и така се приближуваме до идеалот, до некоја точка. Меѓутоа, за жал, повеќето од нас не може да имаат такви скапи играчки, па во тој случај, затоа постојат тие бас, требл, еквилайзери и така натаму, тоа е едната причина зошто. Втората причина се афинитетите личи, некој сака повеќе бас да слуша, некој сака повеќе. Иако свесно тоа го деформира оригиналниот звук. Третата причина е самата просторија во која што ние слушаме. Ние слушаме во некоја си своја дневна соба, некаде таа дневна соба е полна со мебел, со тапацирани фотели, теписони и така натаму, абсорбери се све тоа, го абсорбира звукот, а други дневни соби се на пример спартански голи ѕидови, па имаме премногу рефлексии и така натаму. Значи се тоа причини заради кои што човек ќе посегне по тонските контроли, а главната причина е сепак звучникот. Значи, квалитетен звучник кој што ќе репродуцира, ако не од 20 Hz, барем од 30-40 Hz па нагоре, е екстремно скап. Значи, такви звучници може да се дозволат аудиофили со длабок џеб или, например, професионални големи студија, каде што ќе купат квалитетни монитори кои што имаат така неутрална боја. Така што звучници има, например, од 100.000 евра звучници постојат на пазарот за таква публика која што тоа може да си го приушти. А пошто ние не сме во таа публика, ние мораме со бас и требл да коригираме нешто што нашите звучници не можат да го репродуцираат. Ке ни остане и на мене и на тебе сон да поседуваме електростатски звучници кои сигурно како вие можеш да ги прикажеш. Чинат сигурно по неколку стотици илјади, овдека нема
нема звучник во класична смисла, туку имаат една целосна мембрана и велат дека сликата и реалноста, за жал, дури и во Лондон не успеав ни да закажам преслушување. Имаше месеци и месеци чекање, не можев да останам толку, за да отидам барем да ги чујам на тест. Имам квадови неколку слушнато, Јаре која ги донесе квадовите. Да, тие се еден стар модел, да, тоа не е. Не е тоа толку како овие врни модели на Магна Планари и така натаму и така натаму. Крај нема, отиде емисија. Да, ќе направиме друга емисија за звучници, нели темата звучници може. Она што е најактуелно е мобилната технологија. Тоа е нешто од електроника што скоро секој, па дури и оној што не го интересира, ја користи. Мобилната технологија успеа да ги уништи, што се вика денеска, паметните телефони, користењето на PC-ата, на лаптопи, на користење други платформи и стана една платформа и како телефон, и како браузер, и како компјутер, кој може и дури и сериозна работа да заврши. Верувам дека една од најинтересните теми доскоро беа модели, па не знам, од помодарство. Да. Но вие малце посериозно го согледувате. Ме интересира што може да заклучиме од се во овој развој на мобилната телефонија, дали ги третирате и каде одиме кон ова? Не од фенси страна, зборам не од масовна популација, тоа е веќе познато, што ние реално ќе можеме да го користиме мобилниот. Гледам дека последното е влегува со мобилен во автомобил и тоа ќе биде новиот најголем апгрейд на целава ситуација. Ме интересира едно твое размислување и што емитер третира од овие теми. Па, не сме имале баш многу текстови, да кажам, не е тоа доминантна тема кај нас, затоа што е специфична и бара ангажман на луѓе кои што се во таа сфера, значи да кажам инженери, проектанти и слично. Сме ја третирале таа повеќе од теоретски аспект, значи што се случува интернет of Things и така натаму. Значи сите тие новитети, како што напредуваше технологијата 3G, 4G, 5G и така натаму, сите тие технологии ние ги најавувавме и пишувавме за нив неколку години пред воопшто да стапат нели на сцена како комерцијални системи. Значи сите тие во најава сме ги давале, можеби некогаш и 5-10 години порано пред да дојде моментот нели за нивна апликација во светот и кај нас. Значи генерално ги следиме тие технологии. Затоа е добро да се чува емитер. Да, значи ги следиме тие технологии и за нив пишуваме, а од практичен аспект имаме збориме 3G, 4G и така натаму и така кога се чудевме зашто например, пишува 4G, а денеска ни станува јасно во практичната примера, вие тоа одамна го пишувавте далеку пред да се ние, биде значи, пример. Еве за 5G сега нешто што е актуелно, кое што и нашата држава гради стратегија нели за развој на 5G. Јас бев вклучен во една работна група таму. Добро. И значи за 5G ние пишувавме уште пред 4-5 години. Вау. Да. Што значи 5G? Па тоа е нова технологија нели со големи брзини. Сега веќе кога пушти бува да се почешаме малку, извини. Значи нова технологија за интернет нели брз трансфер која што возможува, која што ќе овозможи заради брзиот трансфер да речеме операција, хируршка операција нели на далечина. Значи моментален пренос на командите, да кажеме, на хирург. Без лаг. Мо? Без лаг. Да, без лаг. Значи без. Тоа има некој лаг, меѓутоа тоа е минимален кој што Вау. Да. Значи имаме поврзување. Дали тоа значи нови базни станици, нови сателити? Па не, тие истите базни станици само ќе се наредат со нова опрема. Така, со нова опрема ќе се наредат. Тоа е суштината. Значи тука ќе имаме сега и она апликации нели за домот, контрола нели на грејење дома, додека не сме дома отсутни, системи за безбедност дома, автономно возење на возилата исто поврзано со 5G. Значи 5G-то ќе биде тоа големата еволуција, револуција. А колку попаметни ќе бидат, колку вештачка интелигенција, колку ќе се разбираме. Да, сега гледам Сири, Мири, ово, она, ама ко ретардирани се малце. Дали 5G-то ќе овозможи такво нешто или 5G-то е само брзина во прашање?
Па не е само брзина, него интеракција на повеќе системи е тоа, меѓусебна поврзаност на системите, така што тука спаѓа и сега и вештачката интелигенција, меѓутоа за вештачка интелигенција гледам има дебати по странски списанија, нели, дали да се оди во развој, до кој степен да се оди. Маск сериозно предупредува да дури веќе делува и смешно, ама он е сериозно загрижен околу целата работа. Па има такви размислувања дека тоа може да на некои подолги стази може да биде опасно, да кажам. Значи, кога вештачката интелигенција сама ќе почне да еволуира со некоја многу поголема брзина, нели, него ние што сме еволуирале, може да дојде ситуацијата, нели, од Терминатор, така? Да, не знаеме каков може свој морал и етика вештачката да овака. Се додека мислиме дека Асимовите 3 закони можат да функционираат како биос кои би биле вградени, да кажеме, во тие тогаш би можеле да бидеме на некој начин безбедни. Меѓутоа, ако е... Ги знаеш трите закони? Така. Тама работа најдов кога да праш. Ако е вештачка интелигенција, таа веројатно ќе стане свесна дека има некој ограничувачки фактор, бариера која што ја спречува во развојот, па може и да ги тргне тие. Си го гледал филмот Forbin Project? Не. Colossus Forbin Project. Ќе го најдеме, ќе го гледаме. Океј, сега ќе направиме една кратка пауза, ќе го продолжиме разговорот и да идам да преговарам да ја продолжиме емисијата уште 1-2-3 сати, бидејќи а шо? Па ние не офативме ни 2%. Ја ќе те оправдам од работа за утре, не се секири. Се шегувам. Одиме со блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад. Почитувани гледачи, продолжуваме разговорот со господинот Слободан Таневски, главен и одговорен уредник и собственик на списанието Емитер. Почнавме со Емитер, забегавме со муавети, пак ќе забегаме. Инаку, не само што е Емитер, господинот Таневски е професор на факултетот ЕСРА, зашто исто така ќе проговориме. Она што би било ред, кога представуваме едно списание со олку децениско постоење, со олку многу броеви, со волку значајни текстови, овде нема тралалајки, овде нема Ким Кардашијан, овде нема танга, хороскопи, крстословки, ова е место за наука, ТВ техника. Предпоставувам моите колеги од овде научија. Се шегувам, не, они се родени со знаење. Шега на страна, може да биле во средна школа. Но и тоа го има. ТВ камери, дигитални миксети и така натаму. На некој начин видов дека моите колеги од техника, кога влеговте, сите се испоздравивте, што се значи, тоа е тој сегмент на луѓе што се знаете меѓу себе, тоа е тоа што заеднички именител што ја имате, технологија, дигитална технологија, видео, аудио и така натаму. Па, веројатно сме се сретнувале на многу настани каде што се презентира техниката. Дел од техничарите во телевизиите се мои поранешни ученици од средно училиште, например. Дел сега од ЕСРА. Така што во секоја телевизија имаме луѓе со кои што се знаеме, кои што сме соработували така. Океј. Ти ми донесе Емитери, јас ти благодарам. Еве ти еден подарок, ова е од собственикот на телевизијата Ѓорѓе Танасовски, неговата книга Македонска империја, која им ја подели на македонската јавност, им ја поделив на моите гледачи. Еве еден примерок. На крајот на криштата, како идат време, може и да снема или да биде забранета. Не знаеш, затоа подобро да ја имаш. Во секој случај, но она што мислам да би било, барем иако непрофесионално го водам ова интервју, скокаме како, а ти реков, сакам имаме многу теми, па не знаеме што попрво да почнеме. Што попрво да почнеме и одиме без список, без договорено, но би било ред да идеме со импресумот на Емитер за луѓето кои најмногу се залагаат, па би ја замолил режијата да го даде компјутерот, да одиме со импресумот на македонско списание за популаризација и примена на науката и техниката. Па, во редакцијата во последниве години, освен мене и колегата Филевски, тука е Емилијан Илјовски. Тој е собственик на фирмата ЕИП Електроника, електроинженер, со големо искуство во електрониката и во други некои области. Зоран Ивановски сега веќе ни е дописник од Малта, таму се пресели, живее информатичар. Од постојаните соработници Петар Аврамовски е доктор, лекар,
и доктор на науки, специјалист по интерна медицина, меѓутоа кај нас најмногу пишува електроника, проекти за самоградба, бидејќи тоа му е хоби. Томе Скендеровски машински инженер, со веројатно најмногу текстови има во списанието. Тука се негде со Петар Аврамовски, можеби 100-200 статии имаат објавено. Од Томе има од машинство и од автомобилска техника. Јас се извинувам. Имаме тој проблем, ева, ако погледнеш, може после да отидеш со шраф цигарот, ако можеш миксетата да не ја направиш. Пола стално го нема. Да, не можеме да го фатиме, па морам вака да идам, се извинувам на гледачите, затоа што ова е мојот компјутер. Сашо Таневски, брат? Да, маркетинг. Он е маркетинг. Да, маркетинг менаџерот кој што брка, се бори со фирмите, со маркетинг агенциите и така натаму. Може да направиме една емисија за маркетинг со него? Па ќе се договорите? Да. Ако платиме обезбедување после емисија да не носат до дома. Добро. Може понатаму да збориме? Да, понатаму Наташа Божиновска електроинженер, Петар Николовски е архитект, доктор Петар Николовски архитект и специјалист за топлинска изолација, топлински мостови. Петар Лагудин е исто така електроинженер, ама кај нас најмногу пишува за астрономија и физика. Тоа му е љубов, да кажеме. Да? Да. Би бил расположен една емисија на негова тема да направиме? Па не знам, ќе зборуваме, возрастен човек е во пензија 80 години. Одлично. Да. Такви луѓе се... Калина Андонова исто електроинженер, поранешен технички директор на телевизија, Македонска радио телевизија. Браво. Зоран Нешто ми е Ивановски. познато име, пошто знаеш дека работи в Нататрой. Зоран Ивановски. Зоран Ивановски информатичар, кај нас ги покрива темите од информатика. Бранко Атанасовски исто така од информатика. Емилијан, веќе кажавме за електроника и неколку други дисциплини. И сето тоа за графичко-техничко редување, Невенка Стојановска. Она го подготвува изгледот на списанието. Дизајнот и на вебсајтот, решенијата и овдека во списанието. Секретарка е Невенка Стојановска и она што треба да се каже, а што се помалце го имаат, а вие го имате, не мора да го имате, но секоја ви чест имате лектор. Да. Елена Саздовска, зошто е лектор битно и зошто го потенцирам? Затоа што јазик, литература, официјален, литературен, граматички исправен јазик во пишано издание е апсолут. Ја тоа го немам во емисија, бидејќи импровизирам. Да, во живо кога се зборува не може да се има. На пишан збор почитувам и стварно лектор треба да има во секоја редакција. Значи ние од првиот број сме имале лектор, секој сме имале лектор, имаме лекторот има една тешка задача бидејќи за голем дел од стручните термини не постои или не е од домаќа некој македонски збор. Често нели користиме англицизми, германски изрази, латински изрази. Мене, знаеш што ми рекоа лекторите за тоа? Вика, само стави наводници. Дури можеш и српски збор да употребиш. Кога ќе го ставиш у наводници, се гледа дека намерно е употребено, а не значи некогаш а не дека е од неписменост. Понекогаш, знаеш, она кога сакаш, па со некој локален дијалект, демек, ајде, лако чемо. Ама стави го во наводници, нема да делуваш неписмен, напротив, ќе делуваш. Па ние секогаш така применуваме. Значи, ако не можеме да најдеме соодветен еквивалент, нели на македонски јазик, дури и сами да го воведеме како некоја кованица или било што, тогаш го користиме транскрипција, например, или го пишуваме во оригинал, исто така, а во заграда или во посебна рамка даваме објаснување што е тоа. Значи, за да нема забуни нели околу тоа. Исто така сите странски имиња што ги спомнуваме во текстовите, ги даваме на кирилица нели во транскрипција, а потоа во заграда се става и оригиналното име за да нема забуни. Одлично. Да идеме сега на една интересна работа. Градби, само градби или само градби ги викате тие. Така, само градби, направи сам. Направи сам, значи. Направи сам. Покрај работите што се, нели, појачала, електронски уреди, контролори, вакви, такви и така натаму, играчки понекогаш и слично, идете и во поголеми проекти. Например, градење автомобили. Да речеме, не големи автомобили, но картинг. Картинг, да. Имавме еден извонреден проект за картинг.
Мислам дека беше во оние линкови што ти ги пратив претходно. Добро. Значи, картингот така произлезе од една дискусија со колегата Томе, со една таква идеја и потикнато од некои прашања на читатели. Томе е машински инженер и конструктор, да, ова е тој картинг. Тука веројатно доле има и повеќе слики. Значи, и видео некој од тестирањето. Одлично. Ева, може. Значи, ова е тој прототипот. Снимено на Nokia 3310. Добро, фалат пиксели, али добре. Да. Проектов, па тогаш ова е во таа прва ера на нашиот вебсайт, па идевме све на минимални димензии или тежини да имаат овие фајлови, да не го оптоваруваме сајтот. Инаку имаме и подобра резолуција, време е да ги смениме, да ги подновиме овие видеа. Имате свој YouTube канал? Може би таму ќе се појави. Имам Еве го емитер списание, па тука може би ќе најдеме нешто. Се горе, надевам. да. Еве го, направи сам картинг 2. Да, тука се повеќе, неколку видеа има за тоа. Добро. Значи, проектот е правен од нула. Значи, не е копиран од никаде, не е со готова шасија, ништо, све од нула Ништо, од нула. Значи, сега сечи железо и прави. Значи, точно за да може да се реализира во домашна работилница, значи предпоставка е дека човек што би се зафатил со ваков проект, ги знае основните машински операции, нели сечење, швајсување и така натаму заварување. И сега за да се олесни изработката не одевме на виткање на цевки, бидејќи тоа треба да иде да се оди на некој машин, нели? Добро. Значи се одеше на парчиња цевки кои што се спојуваат со заварување. Така што ова буквално југо на емитер. Да. Го знам. На конструкторите, да. Да. Значи идевте, значи буквално from the scratch. Да. А моторот? Моторот во таа прва верзија беше од Томос Автоматик мопедот. Вау! Да. Значи купен на старо, тој првата верзија, значи Тоги 1 по името на конструкторите Томе и Гиго. И значи за таа прва верзија предвидена за самоградба, одевме со моторот Томос Автоматик. Брзината која што се постигна беше околу 35-40 на час, што вака може би изгледа малку, меѓутоа кога секој што пробал да вози картинг кога е така ниско седнат, блиску до асфалтот, многу возбудливо делува. Многу возбудливо е, а потоа конструкторите направија друг модел, Тоги 2, кој што е професионален картинг за продажба. Е тука моторот е Yamaha 250 кубика, значи онаков сериозен мотор. И тоа е професионален картинг со кој што они работеа, изнајмуваа картинзи на патека таму во Охрид. Охриѓани се. Главните мајстори. Кажи ми, при изработката, што е најглавната работа? Оно што сум гледал на документарци на Discovery, многу е важна геометријата на шасијата за поставеноста на тркалата. Ти можеш све да направиш, ако таа не е совршено, прецизно наштелувана, ќе имаш лошо возење, забегување и така натаму. Како тоа се постигнува? Па, ова е главчината на предните тркала, ова е за делот, нели, за управување. Овие се правени на струк, значи овие се по цртеж наш, се изработува во машинска работилница. Вие им направивте цртеж? Значи сите цртежи ги дадовме во списанието. Значи проектот одеше во 4 броја во списанието со текст на 5-6 страници и некои илустрации, а како прилог во списанието одеше на голем табак, B2 формат, цртежите за тој број. И така 4 броја. Значи, луѓето што ги имаат, а тоа е картингот, врате, таа слика предходната, е во училиштето во Кочани, Ѓошо Викентиев, учениците на пракса го правеа картингот по нашите цртежи. И со овој картинг... Не само што го направиле, него го дизајнирале. Значи му додале пластични елементи, браници и така натаму, и имаат интересно решение напредување. Овие бандашите се направени од добоши на, мислам дека од југо беа извадени добоши. Значи ние овие ги правевме во оригиналниот проект, се правени на струк, а они искористија готови, значи од два добоши споени се добива бандаш. Уште еднаш кажи го школото? Ѓошо Викентиев, училиштето е од Кочани. Која година е ова изработено?
Ова учениците го изработува пред едно 5-6 години, ми се чини. И они тогаш добија на некој проект европски беше, на ниво на Европска унија од стручни училишта, добија прва награда. И тој проект беше предложен како проект кој што би требало да го прават сите машински училишта како некој вид не само пракса, него и надпревар да има за тоа. Она ноу-хау, Да, да научат како машинциве како да кој што ги тераат архитективе да замеше една бетонска плоча да фрли пред да се прави фраер како се проектира. Овдека станува збор за ученици од средно училиште машинско, значи тоа е извонредна изработка на ваков картинг, извонредна пракса. Значи нешто што е многу ретко кај нас. Инаку, може би знаеш, во Германија, например, има формула студент, се вика проектот. Не? Значи, таму студенти од машински факултети прават формула, тркачко возило, некој вид на смалена верзија на Формула 1. И тоа им е редовен годишен надпревар. Значи, секој факултет работи на свој проект со некои лимитирани податоци. Ова е навистина. Да. И масовно. Да, масовно е, значи таму има повеќе машински факултети кои што тоа го работат и секој машински факултет развива своја верзија на тај формула студент со зададени технички параметри и се разбира слобода да во рамките на тие ограничувања да прави своји решенија и потоа се одржува и трка, значи се оценуваат овие возила по техничко решение, по квалитетна изработка и се добива победник. Нешто слично ние како емитер предлагавме државата кај нас да организира некој таков систем на електромашинските училишта да изработуваат картинзи и електрични картинзи, значи тоа би биле да се вклучат и машинските и електротехничките училишта. Значи секој училиште да добие можеби некоја сума пари од Министерството за образование, остатокот сами да се снајдат нели со спонзорства, бидејќи сепак иако е самоградба, тоа чинат доста тие елементи, можеби 1000 евра, преку 1000 евра ќе бидат железа и други работи што се земаат тука. Така што и во Македонија мислам дека има околу 20 електромашински училишни центри, значи ако сите се зафатат со изработка на некој картинг, електричен картинг, може се добие, значи, драстично зголемување на практичната настава во тие училишта, а во исто време да биде тоа многу атрактивно, бидејќи тие на крај ќе се изложат некаде, ќе се оценуваат, ќе се тркаат, па ќе има победник во трката, победник во техничките решенија. Ама тоа сме го доставиле до Министерството, значи тие предлози сме ги доставувале, меѓутоа кога некој ќе ја пушти оваа бува, ја ја злоупотребувам за да кажам дека во нашава држава недостасува патека една, каде што автомобилисти, моторциклисти, па еве и за картинг, каде што наместо на улици да се тркаат на стрит рейсинг, една патека околу аеродромот, општина Илинден тука да се изгради, која би била атрактивна, би привлекувала странци, би носела многу пари, би го развивала спортот, спортскиот дух, а оние што сакаат брзо да возат, да имаат кај да се издуваат, а не да гинат и да убиваат други по улици. Верувам дека за 80-90% ќе се намалат оние лудачки трки со мотори по Партизанска, кај ова по низ од Ново Лисиче до аеродром, до Железничка и така натаму каде што има лудување по овие булевариве, само да се направи една патека. Не е многу, а сите земји што имаат им носат пари. Инаку нашиве спортисти, картинг и така натаму. Мислам дека имаш некоја идеја за Илинден, општина Илинден. Знам, ја премовирав неколку пати овде кај мене, претходната власт немаше слух, оваа исто така и ние сме земја на глувонеми. Исто така предлагам со години, ги поддржувам, а вие исто така ја имате темата астрономија. А Македонија ја промовираме како земја со антички вредности, каде што се откриени антички обсерватории. Македонија нема еден телескоп. Македонија нема една катедра за астрономија. Се извинувам. Има, ама тоа е, како да кажам, тоа е подобро е да ја нема одошто вака. Таа треба да има обсерваторија каде што ќе идат учениците на практична настава. Скопско астрономско друштво би требало факултет свој да добијат. Оваа држава треба нив да ги финансира. Знаеш ли дека кога они имаат, тебе сега ќе дојдат, кога они имаат курс по астрономија, значи училницата, аулата, ова е преполна. Знам, значи соработуваме со Скопското астрономско друштво, пишуваат дечките текстови кај нас. Значи, така да обсерваторија, телескоп, не мора ние
Palo Alto да изградиме или Event Horizon. Значи една пристојна каде што ние го имаме кокино, нема телескоп. Па значи порано пред 3000 години нашите предци имале подобра представа него ние денес кај што имаме. Срамота е. Верувам, се вознемирувам. И за патекава, затоа што деца гинат, и за телескоп. Па не мора у Скопје да биде, нека биде во близина. Не знам, нека се договора. Телескоп во секој случај не може да биде во Скопје заради светлосното загадување. Локацијата ќе се одредат астрономите. Може Козија да биде. Козјак да биде. Стварно недостасува една таква обсерваторија, да речеме балканските држави имаат телескопи такви појаки. Така е. Од пола метар, метар во пречник и така натаму, тоа е веќе сериозен телескоп. Мислам сега далеку од оние, нели, што европските и Америка ги имаат или за длабока вселена, за обсервирање. Сепак тоа е и телескоп од 1 метар пречник е сериозен телескоп, каде што може да се прават стварно навистина сериозни истражувања. Ние скоро реобјавивме кај нас една фотографија од радан, значи на Андромеда галаксијата, направена со аматерски телескоп. Значи, чисто ја објавивме за да покажеме, и тоа беше текстот, за да покажеме како со мал телескоп, со пречник од неполни 10 сантиметри, значи 98 милиметри или беше ли така нешто, значи Андромеда се добија на фантастично добра снимка на Андромеда. Зашто знаеш луѓе кои ќе речат, па што ќе ми е телескоп? Има ефтини телескопи за аматерско занимавање, значи од 200, 300, 500 евра нагоре, да кажеме, се тие телескопи со кои што може да се навлезе во светот, нели, на астрономијата, па и дури да се откриваат, значи многу работи во астрономијата, во вселената ги откриваат аматери. Значи не само порано кога тоа, да речеме, немало толку многу професионални астрономи, него и ден денес аматерите откриваат доста работи во вселената. Да, не може да се покрие преголемо е небото. Значи уште скоро имаше некој астероид што не знам за неколку години блиску до земјата ќе помине, кој што го откривале аматери. Не, на нашиот сајт може да ја видиш таа фотографија. Добро. Оди во вестите. Кажи ми го сајтот уште еднаш. Emiter.com.mk. .com.mk. Вие имате и секција за астрономија? Да, една од поголемите рубрики, значи со по неколку текстови во секој број, астрономија и астронаутика, како заедничка област, во вестите. Мислам дека неколку поруки. Добро, ќе ја побарам, да доискажи се. Еве ова фантастичната фотографија на Полар, на шестоаголниот вител и голема полемика тогаш излезе дали ова природна или неприродна појава на Сатурн. Добро? Значи тука имаме, тоа е таа фотографија. Значи ова е направена во Македонија. Во Македонија со аматерски телескоп со пречник од 10 сантиметри. Не ми се веру. Ова е направено тука. Радан ја има слика. Да. Значи, секоја му чест. Ова е самиот курс, астрономски курс на Скопско астрономско друштво и Емитер. Знам колку и со колегата имавме проблем месечината да ја сликаме во детали. Значи, бара едно знаење, а преку вашите курсеви и ова може да се научи како да се слика и да се фотографира. Андромеда, ова просто не ми се верува што гледам. Значи имавме и во списанието ние серијал. Значи имаме често во списанието серијал на текстови едукативни. Значи имавме почетен курс по астрономија со сите нели текстови, објаснувања, цртежи и така. Дури имавме и проект за самоградба на телескоп. Мал телескоп кој што може да се направи со леки за ночари. Дури тоа, да. Чекај. Чекај, зар е возможно ова што ми го кажеш? Ако е порано повеќето аматери си ги правеа своите телескопи. Што сакаш да ми кажеш дека ако земам добра цевка и ако земам лупи да купам 10, дека можам нешто да направам јас од тоа? Да, може да се направи. Значи составање на лупите? Значи соодветно има планови, цртежи, све тоа може да се пресмета, дури има аматери што сами ги брусат своите огледала за телескопите. Значи може да се купи готово огледало. Значи збориме за рефлектор. Ја не би знаел поинаку освен да се купи готово. Не, има и нацрти, и планови, и технологии за да се бруси
огледалата. Направи сам. Да. Не ми е ја Добро, се извинувам. Тоа е многу макотрпна работа, значи се враќаме назад како во Не мислам дека е тоа толку сложен да. технолошки процес дека дома не би можел. види, Но ме демантираш нели убаво викаш дека во секој случај, значи професионален телескоп тоа е технологија и така натаму и цената е ниска, пристојна, прифатлива на тие огледала. Меѓутоа има луѓе кои што со мерак самите таа го брусат огледалата. Добро, да не навлегуваме. Инаку, значи, се купуваат огледалата, леките, објективите и се што останува потоа по соодветните нацрти да се стават нели во цевка, да се направи постолје, статив и така натаму. Значи има и таква опција, иако денеска нели секогаш е полесно се купи, меѓутоа задоволството е ако е направено сам е друго. Плюс аматерите често пати сами си ги прават своите додатоци за телескопите, значи некој додаток на објективот за да може фотоапаратот да го монтира и така натаму. и тоа го прават. Да. Покрај златен AliExpress. Да. За Па сега $2. секој има различни некои телефони, фотоапарати и така натаму и веројатно барем она backyard astronomy е денеска стварно секому возможна, бидејќи имаме добри фотоапарати, еве со мобилниот, само како да направиш малце именно, тоа, да научиш технологија, да ставиш некој додаток, да ставиш објективче и сето тоа. Па тука има, значи Темите од космологија, дали се да. и космологија, тоа е малце една Да, Петар Лагодин тие теми ги така? редовно ги покрива нешто. Таа е малце, како да кажам, една потешка, бидејќи астрономите, нели, астрономски тела, сончев систем, галаксијата и така. Космологијата е многу помистериозна. Она е како да гледаш научно-фантастичен филм кога космолог говори за квазари, за тоа е просто неверојатно што се случи. Универзум сега актуелно последниве години. Значи сега скоро имаше колегата Тоа има испратено текст. Научниците не можат да си го објаснат црната материја, па сега гравитацијските влијанија. Не, ги гледам, тоа е слушај ми го зборот. Овдека јавно ти го кажувам. Тоа мултиуниверзум е шлајфување на место за кое брзо ќе си го исркаат космолозите и астрономите, научниците. Тоа е се уште хипотеза, да. Значи, не да е хипотеза. Тоа е блювотина само да се покријат денеска. Еве искрено ти кажа. Постојат два реалми, ништо друго. Не постојат 30 реалми. Тоа е исто као овие во религијата што викаат, како викаат, нели имало она, ќе умреш па се раѓаш како пчела, реинкарнација. Глупости. Ако има мултиверзум, тогаш има реинкарнација. Ни едното, ни другото. Нонсенс е. Викат, ако има реинкарнација, би сакал во следниот живот да се родам како мачка во добра фамилија. Важи, ќе се договориме. И ќе се родиш како мува, у следниот момент гледаш она шрабалао. Па ќе се родиш како бува, у следниот момент. Тоа е толку нонсенс и навреда за источните религии и филозофии силно ја поддржуваат. Толку е навредливо за суштественоста, ја човек и човечко битие, човек кој достигнал наука и уникатна работа. Самото ова што вие го пишувате, го проучувате, е толку уникатно и некој да ми каже, види, ова случајно може е сегде, па се повторува негдека, само таму имаш бркови. Но мене ми е смешно и тоа идеолошки. Сега има на некое друго место дупликат од нас двајца кои што прават сличен лист муабет. Не верувам. Меѓутоа сериозни научници можност да искористам шансата да се ја кажам. Иначе секако дека има многу посериозни теории на сево ова. Да, значи веќе има и колегата некоја најнова студија што имаше и предлози, има предлог за откривање на индиректни докази за постоење на мултиуниверзум. Значи не е веќе следам прилично. Ги следам прилично. Добро, Не, ако доискажи се слободно. Па не, тоа сакам да кажам дека остане што сум противник. Што им е смешки тоа. Во науката така да работите, значи хипотезата е нели една можна разрешница на некои дилеми во науката, да кажеме, меѓутоа и за иста работа може да постојат повеќе хипотези. Останува во иднина, нели, да се со натамошни истражувања и практични докази да се потврди или да се отфрли некоја хипотеза и таа потоа хипотеза ако се потврди станува теорија, нели, да кажеме,
валидна теорија во тој сегмент. И тоа е научниот принцип и методологија, така што, и затоа не приличи холивудски финти научници да ми продаваат за мултиуниверзум, затоа што новото гравитациско делување во универзумот, кое не можеа да го покрија, кое го покрија со црна материја, а веќе никој не збори за тоа, затоа што им станува јасно дека ја нема, а нешто се случува. Па сега мултиуниверзумите делувале од надвор врз сето тоа. Малце е посложена работата, очигледно е. Тоа е исто како што квантните физичари кога велат дека универзумот настанал се од ништо, затоа што е можно во квантниот свет од ништо да настане се. Да, ама треба потенцијал, а потенцијалот не е ништо. Значи, ние кога збориме за ништо, ние збориме за ништо, немање ни потенцијал. Значи, затоа зборам. Толку е привлечна науката, толку мистерии носи за проучување, мозок да ти исчури. Така е, значи тука има многу, да кажам, слепи колосеци, значи предпоставка ваква, предпоставка таква, логична, нелогична, истражување, докажување, така натаму. Така што многу од овие хипотези на крај ќе се бидат смешни, нели, кога ќе се докаже дека не се точни, а дека некоја друга што во меѓувреме можеби ќе се појави отпосле. Така што како ви реагираат луѓе на овие теории на заговор, што ги изнесувате или ги дебагирате, например, chemtrails, НЛО, рамна земја, слетување на месечината. Обично многу се агресивни кога им ги нема рационален говор, успевате ли чисто како совет, дали би отворил таква емисија, бидејќи ако им се спротиставиш, те напаѓаат многу вулгарно. И јас затоа одбивам да правам такви емисии, бидејќи со вулгарни руѓе, знаеш, треба да му вратиш со иста мера, пошто ако тој рационално не разбира, па добро, и не за среќа прифаќа. сега нели писма или форум или Facebook дискусија, нели секогаш има опцијата delete блок и така натаму ако претера. Спам. Да. Така што факт е дека се прилично агресивни, факт е дека имаат скромни знања од науката и техниката и затоа веројатно многу лесно потпаѓаат и веруваат во секакви објаснувања. Например, еве, што знам, сега пред малку спомнавме фотографирање ноќно небо и така натаму. А све викаат фотошоп е ова. Да, све е тоа фотошоп или дај ми слика еве како месечината и земјата се на нели одеднаш фотографирани, такви има колку сакаш, нели, снимки. Еве сега ако му дадеш таква, ти вика NASA е фотошоп. NASA фотошоп. Добро. Или например, зошто на ноќното небо, еве на снимките од месечината, нема звезди. Сега да. Иди објасни му колку е јака светлината. Јака е светлината, значи отворот на блендата морал да биде затворен за да тоа што ќе се сними тука на сцената да се гледа, тогаш нели и ќе му кажеш во смисол прост експеримент, излези со својот апарат на плоштад каде што е осветено, сликајте се заедно и во позадина небото. Ќе има ли звезди? Нема звезди, затоа што нели апаратот автоматски ќе ги намести. И тоа има атмосфера, а таму кај што нема атмосфера, кај што светлината е максимална. Да, максимално. Значи одбива од нели она месечевата прашина и така натаму. Така што тука се тие, знаеш, навидом човек што не знае, например, што не учел фотографија, не се занимавал со фотографија аматерска барем. Но од друга страна, затоа вас ви давам простор и ве почитувам. Од друга страна, овие научниците, професорите, се толку арогантни, не сакаат да влезат и да уштеднат. Секој математичар, ако му речеш, 2 + 2 не е 4, ќе земе и ќе ти напише, ќе ти докаже зошто е 2 + 2 4. Секој учител у школа на детето што не разбира ќе му објасни. Веруваш дека неќат да дојдат да дебатираат? Мене за рамна земја неќам, за chemtrail неќам, за ова неќам. Па добро, сега и луѓето се оставени сами да се ги развиваат. Ете, неќе, му е страв, не може да докаже. И после они се разочарени. Исто, например, за археологијата. Јас сретнувам археолог и ме сретнува и ми вика, ти ова што го правиш, нечин. Викам, повели во емисија, на мене ми е дегутантно да зборам за тоа. Штом тебе ти е дегутантно и се повлекуваш и создаваш елитизам, се остава простор, тогаш се остава простор, а празен простор не постои. Човекот ќе си го пополни, чим ти не му го пополнуваш. Па поготово со ароганција. Чим си таков, онда пријатно. Кажи ми, има уште една фела на луѓе со која малце тешко јас исто можам да излезам на крај, а тоа се иноваторите. Ги спомна преска со тоа, со моторите и така натаму. Колку
е таа тема на иноваторство застапена кај вас и колку од тие работи се вака ве фасцинирале реално дека држат вода, а колку е тоа вака малце забегано и така натаму, не знам, перпетум мобиле ми праќа еден, превртувам со очи што да му кажам, бидејќи, нели, имам завршено основна школа, знам основи на математика и основи на физика, така што закон за чување на енергијата не може и толку е. Тоа е Господ што го направил, еве, веруваш го да, па по тие закони и законитости е направен универзумот, не се прекршени. Не се. Кажи ми малце за иноваторството и иновациите. Па ние, значи, секогаш ги поддржуваме иноваторите, пронаѓачите. Значи, прво сме, како да кажам, секогаш соработници на нашата изложба Макинова, нели? И сега имаме и нова изложба од друго здружение, и нова МАК, баш имавме сега објава на вебсајтот. Тие сега ќе имаат изложба од 21 до 23 септември, ќе има изложба на пронајдоци во дом на АРМ. Значи, тоа е таа изложба. Национална асоциација за иновации на Македонија. Добро? Да. Значи, ова е друго здружение, така? Што организира таква изложба. А вашата беше Макинова? Не, ова е и нова МАК е една група на пронаѓачи кои што имаат здружение, а Макинова е друга група што го организира. Так. Значи сега имаме збогатување на, да кажеме, на тој сегмент. Сега во Емитер, значи, со години е присутен на Технома Макинова и ние таму сме давале награди и на ученици, на иновативни производи, сме пишувале, значи, сите тие значи, ученици, институции и поединци. Да, и Емитер давал награда, Емитер бил учесник и во жирито, со свој представник во жирито за тие. Значи, таму имало повеќе категории, пронајдоци, иновации и младинско творештво има на Макинова. Значи, таму каде што пред се надпреваруваат и изложуваат учениците. Да. Така што во Емитер простор за нив секогаш имало. Имаме дури и посебна рубрика Еурека, каде што се презентираат пронајдоци, иновации и нови теории. Значи, тука збориме и за чисто теоретски идеи. Сега, конкретно сега, ама од друга страна, секогаш сме критикувале кога на Макинова ќе доделат награда на некој со перпетум мобиле, да кажеме. Значи, тоа е као, например, имаше една интересна работа, ја прикажав, а тоа е еден турски иноватор кој во Германија презентираше магнетен мотор. Мотор кој се движи на магнети. Нема струја, нема ништо, ки става магнетите и тој се врти. Огромна моќ и сите фасцинирани и баѓаат унесат. И ете ви перпетум мобиле и така натаму. И ги оставам ја гледачиве. Им викам, добро викам, дали знаете дека секое магнетно тело, тој магнет што он тие топки ги става, дека имаат чарч, имаат полнење, дека после година-две магнетот ослабува. Фрижидерот ваш има магнет. После 5 години не ви се затвара вратата. Зошто? Треба се смени, ослабен е магнетот. Значи, а за да го намагнетизираш, треба да потрошиш енергија. Значи, нема од никаде. Ке се повикаат на Тесла, неговата централа, која не била ни на вода, ни ништо, а произведувала. Да, ама го е користела потенцијалот на земјата, гравитацијскиот потенцијал. Толку бил гениален, да речеме. Значи, нема од ништо нешто. Он кога го спомнува етерот, кога го спомнува потенцијалот, тоа е негде неискористена енергија која успеваш да ја канализираш. Перпетум мобиле не постои да се врти. Така, мора да има потрошувачка на енергија. Така, значи имало, сме имале, например, кај нас, еве, доаѓа така иноватор со негова идеја за некој таков перпетум мобиле, кој што ќе произведува струја. И сега задачата беше, дури дојде колегата Филевски до обклада, вика, јас го давам мојот станот, нели, во центар на Скопје, ако со твојот генератор, нели, постигнеме да се решото, нели, да згрееме едно кафе. Само да направиме едно кафе на решото. Нормално не работеше прототипот што го донесе иноваторот. Еве го едно такво, за кое
Нели во забавната го продаваат како перпетум мобиле, бидејќи е на магнети и работи. И ова е клатно, чисто онака кој е како динамика од време на време го користам во мојата емисија. И ова откако сум дојден работеше 6 месеци скоро непрекинато. И ама перпетум мобилето престана да работи. Зошто? Магнетите многу тешко се трошат. Тоа е да. Ама за да оно има постојано движење, оно има батерии. Па дечки, батерии ве се потрошија. Ја морам да купам нови, а они имаат чардж. Некој потрошил енергија да ги наполни батериите. Чекај сега. Се распади. Не, најверојатно и мене ме купиле па да со батерија. Еве ги, 4 батерии од 1,5 волт алкални, па не е ни ефтино, искрено ти кажам. Па добро, 6 месеци траеле се. 6 месеци возење. Иако па не врши некоја голема работа, плюс има магнети, чисто како динамика. Значи, окей, дај Боже да го направиш и да тоа ти функционира. Како вика, ти станот, ја куќата ќе му ја дадам. Еве куќата моја. Они секогаш идат на варијанта нели на тие теории на заговор дека некој некаде направил нели автомобил на вода, па губиле, па му ги украли цртежите, па му ги изгорели и така натаму. Има ли сериозни пронајдоци кои сметаш дека еве и кој би ги спомнал на пример овдека што сте ги објавиле не, претходно, извини, регресија на муабето. Како филтрираш што ќе објавиш? Па во сегментот на Еурека, значи таму се објавуваат научни и стручни трудови. Значи таму има рецензенти како во секој научно списание. Така, значи рецензент го проучува дали е тоа Значи тоа се рецензирани трудови кои што се нели се бројат на научниците во нивната кариера, нели колку објавиле, значи тоа е тој сегмент. Меѓутоа за оние што очигледно рецензентот ќе ги одбие, нели, а иноваторот, пронаоѓачот, нели теоретичарот е упорен дека неговото држи, тие идат нерецензирани, се објавува и таму стои со назнака, нели ова е само теорија на авторот. Тогаш не би иделе во детали, најдобро е да прочитаме. И тука би завршил со Емитер, доволно заинтригиравме скоро 2 часа. Па добро, само да кажеме дека Емитер се постал мал застој од 2005 нели после кризата, се рестартира. Значи, овој период, овие 2-3 години беше на одржување на живот преку веб-сајтот, преку електронски изданија, а од есен планираме редовно излегување на списанијата и враќање на печатеното издание. Вау! Да, меѓутоа само за претплатници. Само за претплатници. Значи не можеме да генерираме више така вишок на број. Ќе има ли претплатници што ќе купуваат печатено издание? Па според реакциите, да речеме, на дел од читателите се разочарани од електронско, сите го сакаат на хартија, добар дел. Така е. На хартија го сакаат, би требало да има. Сега, значи ние во наредниот период. Ама во овој период точно ќе знаете колку претплатници, толку ќе отпечатите. Толку ќе печатиме, и толку значи ќе биде. Така. Тоа е тоа. Паметно. И ви честитам и ви стојам на располагање. Ги очекувам вашите колеги да бидат исто гости, да разбориме посебно за нивните сегменти, дали космологија, дали пронајдоци, дали. Да, ќе се договараме тековно, значи можеме да правиме и така натаму. Една соработка така. Ја едноставно уживам во разговорите со вакви луѓе и би ви бил благодарен да популаризираме. Но покрај ова, вие сте и професор на факултетот ЕСРА. Што предавате таму? Јас предавам значи во сегментот за саунд инженери, звучен инженеринг, и во сегментот на филмската продукција, конкретно камермани, монтажери што слушаат телевизиска техника. Моите главни предмети се акустика и аудиотехника. Катедрата, значи, за акустика и аудиотехника, во прва и втора година се тие предмети, 1, 2, 3 и 4, а во трета година се имаме предмети на таа катедра звучници и озвучување. Значи, тоа е, да кажам, условно кажано... Колку сегментирано се иде? Начини како се снима, како се лови звук, како се монтира? Значи, на звучен инженеринг там практичниот дел го водат Валентино Скендеровски за музичката продукција и Братислав Зафировски за продукција на звук за филм, театар, радио и телевизија. Значи, тоа се два сегмента, да кажеме, а јас го водам техничкиот дел, значи тие какви микрофони, какви појачала, какви кабли. Они да разберат како функционира технологијата, какви типови постојат, кој уред, каква предност има, какви недостатоци има, оние технички параметри што ќе ги сретнат кога купуваат нешто,
да знаат да ги прочитат, да ги протолкуваат и така. Значи, предавањата за тие уреди не се како за електроинженери, значи не се навлегува внатре во градбата детално, повеќе се оди блоковски и чисто функционално. Значи, што функција врши тој уред и кои се неговите ограничувања и во еден сегмент или предности во друг некој сегмент. Така што, например, еве да речеме за звучниците што претходно ги зборувавме, различни барања се за звучник за домашно слушање, за студиски мониторинг или за звучник за озвучување на големи простории. И исто слична ситуација имаме кај засилувачите, значи сосема друга конструкција и друг модел, друг тип на засилувач е мониторски засилувач, значи за домашно слушање или како засилувач во тонско студио, од засилувач, например, за озвучување. Значи, вие им предавате на студентите акустика и аудиотехника. А на камермани, монтажери и телевизиска техника. Што значи тоа на камермани и режисери телевизиска техника? Повторно, значи, слично како што саунд инженерите треба да ја познаваат техниката, барем на ниво на блоковско, нели, како функционира, така и камерманите, монтажерите треба да ги познаваат, нели, техничките уреди со кои што работат. Значи, камерата како работи, кои ограничувања има, кој параметар што значи. Значи, сите овдека кај нас, колку пиксели е само, нели, чипот. Не е тоа најважното, тоа е дури помалку, на трето, на четврто место е важно. Значи, откако поготово се достигна, нели, некоја резолуција која што е... Веќе научивме оптиката колку е битна. Значи, оптиката колку е битна, колку е голем чипот, колкави се пикселите внатре. Џабе, например, еве на телефон имате камера од 10 мегапиксели, кога леќата, таа што ја имате, не поддржува таа резолуција. Грубо кажам, например, една од подобрите леќи, например, за фотоапарати, Carl Zeiss, има резолуција од 50 линии на милиметар. Значи, тоа е отприлика таа резолуција на оптиката. И сега, ако имате вие чип малечок во телефонот или во фотоапаратот со мали димензии, што ако тој има, не знам, 10 мегапиксели, меѓутоа една точка што ја генерира оптиката покрива 5 или 10 точки на чипот. И тие сите добиваат иста информација. А тоа значи дека се учат маркетички трик е тоа, значи резолуција, толкава голема резолуција, ако не е поддржана со соодветна оптика и со соодветно голем чип. А тоа може да им значи утре и за самиот изглед на фотографијата на филмот кој ќе го значи опфати како да ја добие патината на атмосферата кога ја создава. Таму ги има тие оптики, аголот, нели, што го зафаќа оптиката. Значи со една оптика и со еден чип ќе се добие потесен сноп визура, поширок сноп. Креативниот дел, значи камерманот мора да владее со техниката за да може креативно да ја употреби. Значи не може да стане збор за креативна употреба ако не позна. Значи тој што познава добро техника, тој ќе може да направи врвни дела. Ова го има изјавено Брайан Ино. Ја вика кога го направив албумот Pearl со Harold Budd, во целиот албум Harold Budd отсвирува 3-4 тона отсвируваме јас и Harold Budd, ама да дојдеме ние до 3-4 тона. Прстите со стапни ги тепа во школа за пијано да учиме етиди по милион тона да отсвириме во 3 секунди. Но научувањето и владењето на техниката мене ми дозволува денеска и еден минимализам да создавам. Тоа сакам да кажам дека владење на техниката се апсолутно во право. Да речеме, да кажеме, техника има и сликарите и вајарите учат сликарска техника, како треба да го подготви платното, подлогата и така натаму, значи све има тука. Ако не ги знае тие работи, некој ќе рече, ама тоа е банално, тоа од пракса ќе го совлада. Не е баш така. Можеби таму е се поедноставно, не ги знам тие процеси, меѓутоа овдека сега така банално немаше да има школи. Да, значи се сака да се направи нешто креативно, филм например, или било што, или еве радио джингл например, било што. Тогаш мора човекот добро да владее со техниката. Денеска, знаеш, е лесно достапна, па луѓето така бегло преминуваат преку тоа, он не знае што се случува внатре и мисли дека ова ако го стиснам, добро се добива, после кој ќе му кажеш, ама можеш преку миксета вака или вака или вака, како можел, па вака. Значи, затоа се потребни тие сега да речеме, еве, да прочита шемата, да види, да отвори проспектот и така натаму. Што значи, кај вас човек ќе научи добро да се обучи да работи во телевизија, техника, камермани и така натаму. Форматите? Форматите, ние моментално имаме и 4К камери во
Кога зборам оние основни телевизиски формати, се уште ли е денеска во светот PAL, NTSC? Се уште тие два или три формата се... Да, главни се PAL, NTSC и SECAM стандардите. И покрај оваа дигитализација се уште останаа тие како системи, а? Па прво во многу држави дигитализацијата се уште не е завршена. Ние бевме една од првите држави што тој процес го помина. Во други држави се уште постои аналогната телевизија која што баш работи по тие стандарди, значи европските држави главно се по PAL стандардот, NTSC во Северна и Јужна Америка главно, SECAM источниот блок поранешен и Франција имаш своја верзија на SECAM. И сега тука е проблемот што постојат милиони записи нели во такви некои формати кои што не се дигитализирани, стоат по архиви и така натаму. Нешто слично имаме и во аудиото, магнетофони, магнетофонски ленти се чуваат, има цел процес на дигитализација. Дури ние имавме и предмет архивистика на аудио. Значи, ако денешниве да речеме и се ова студентите го учат кај вас, може да го научат. Да, значи во тонска техника во предметов ние историски ќе ги поминеме тие на кратко да кажеме системи старите, аналогните, ќе се направи разлика помеѓу тие, чисто сколку да се воспостави една база на знаење за можноста некој од тие инженери на звук нели да работи во еве кај нас има таква база во Народна библиотека, значи да се дигитализираат старите записи. Исто таков процес прави Македонска радиотелевизија, значи од нивната архива, аудио и видео да ги извадат и да ги дигитализираат. Значи, студентите и ова го совладуваат, значи. Сите овие техники, технологии, формати... Да, акцентот нормално е ставен на современите, на денешните актуални, меѓутоа се опфаќа на кратко и старата технологија, која што се уште е присутна и ќе мора да биде присутна уште долго време, заради постоењето на тие записи. На крај краишта од помадарство или било што, многу, например, музичари, често пати креирајќи некоја нели музика, албуми, користат стари методи на снимање, на пример го користат ехоплекс. Тоа е еден магнетофонски систем за ехо од 50-тите, од 60-тите години. Го знам со лента една што со лента бесконечна каде што се повторува со повеќе. Монтарбо појачалата ги имаше тие за гитари или за така натаму и така натаму за да добие некако пософистициран звук. И сето тоа, значи сите овие работи кај вас студентите на ЕСРА ги учат, ги проучуваат и така натаму. Многу ви благодарам. Значи, искористивме фул 120 минути. Ја реков дека ќе ми бидат малце, не ми верувавте. Еве ги мафтаат како галеби од озгора од режија, дека е дојдено време да ја завршиме емисијата затоа што треба сродни. Ја многу ви благодарам. Ќе ве замолам уж за натамошни гостувања, оти навистина ова е уживање и бескрајни муабети и да промовираме. Ви честитам за успехот. Се надевам дека емитер ќе се врати на старите патеки и ќе биде голема револуција печатено. Кога умира хартијата, вие да ја вратите, секоја ви чест. Уште еднаш ви благодарам. Да, ќе се гледаме, се надевам понатаму во други емисии. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.